Македонија се наоѓа на врвот во Европа, а не е ништо подолу ниту во светски рамки по процентот на пушачи по глава на жител. Секој втор граѓанин во Македонија е активен пушач на цигари, односно 45,5% од нив палат цигара секој ден и во просек пушат по едно пакло цигари на ден. Но државата никако да се справи со оваа епидемија во земјата, па и по 40 години имање на низа од законски решенија за заштита од пушење, од стапките на пушење, процентот на пушачи не се намалува, туку се зголемува, особено помеѓу најмладите. Па така, најмладиот регистриран пушач во земјава има само 9 години. 29,6% од учениците барем еднаш користеле електронска цигара, а кај 14 годишниците е највисоката стапка на користење електронска цигара со дури 10,4% од нив. За возврат, годишно како директна последица од користење цигари, умираат околу 4.000 луѓе во земјава. Новото предлог законско решение за кое заврши периодот за давање забелешки нејнери и кое наскоро се очекува да се најде пред пратениците, не само што ги враќа на сила старите одредби за отворени тераси на угостителските објекти, туку го уредува и начинот на продавање на цигари, рекламирање и спонзорирање од производителите на цигари. Но ќе донесе ли тој реални промени или неговата судбина ќе биде запечатена од профитот и интересите на тутунската индустрија? Јас сум Тамара Гранчаровска, добра вечер, а со мене вечерва во студиото на оваа тема ќе дебатираме со господинот Никола Грбчевски, државен советник во Министерството за здравство. Добра вечер. Добра вечер. Доктор Драган Ѓорѓиевски, претседател на Сдруженијето на лекари за општа медицина и семејна медицина и подпредседател на Европската унија на семејни лекари. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Професорот доктор Златко Арсов од Факултетот за земјоделски науки и храна при УКИМ од катедрата на специјално полјоделство во областа на тутунот и преработката на тутун. Добра вечер и за вас, професоре. Добра вечер. И професор доктор Љупчо Јаневски од Сојузот на стопански комори. Добра вечер и за вас. Добра вечер, благодарам за поканата. Инаку, како што најавив и во вестите пред емисијата, во текот на емисијата ќе емитуваме интервју со професор доктор Деска Димитриевска од клиниката за пулмологија, но најпрвин ќе почнам со прашањата за моите гости. Господине Грбчевски, ќе започнам од вас. Еве, како што кажа, во Македонија 40 години има закон за заштита од пушење, но никако да се намали процентот на пушачи. Процентот на пушачи инаку се мери возрастната популација од 15 години па нагоре, тоа се уште и малолетни деца, значи кога зборуваме за тој број, тука влегуваат и малолетни лица. И клучната забелешка на овој закон, барем досега, е дека не се применува. Како ќе се осигурате, тоа ми е првото прашање, клучното, како ќе се осигурате како министерство дека новиот закон нема да ја доживее судбината и на претходниот закон, поточно неговата примена нема да биде како што треба. Од тоа прво прашањето е зошто нов закон ако тој не се применува, како ќе го осигурате тоа? Благодарам за поканата, чест ми е. Пред да одговорам на прашањето, дозволете само да изнесам неколку факти кои што ќе дадат контекст на гледачите и ќе постават рамка на дискусијата. Предложивме нов закон за заштита од пушење затоа што имаме голем јавноздравствен проблем во моментот. Се соочуваме со рекордно висока преваленца на пушење. Речиси секој втор возрастен во државата пуши. Тоа е двојно повисока стапка од Европа. Трендот, како и што напоменавте кај младите, е исклучително висок и застрашувачки. Ќе потсетам дека пушењето е водечката причина за прерана смрт и за хронични болести. Ќе потсетам дека економскиот товар кој што го носиме како држава и кој што го плаќаме поради таа висока стапка на пушење е исто така превисок. Новиот закон има 3 главни цели. Првата е да спречиме нови генерации пушачи, со други зборови да спречиме секој млад човек да почне да пуши. Втората и не помалку важна цел на законот е да спречиме изложување на чад и на аеросоли во јавни и работни затворени простории. И третата е да го спречиме нормализирањето на никотинот. Законот е изработен согласно актуелните европски препораки и стандарди и произлегува од обврските кои што ги имаме превземено како држава потписничка на Рамковната конвенција за контрола на тутунот. Она што го очекуваме е да ја намалиме стапката за пушење и последиците кои што произлегуваат од високата стапка на пушење. Да ја спречиме нормализацијата на никотинот, која што ни се случува во моментот, затоа што
Секоја спречена прва цигара значи децении здравје. Во однос на прашањето, зошто нов закон, зошто не стариот? Затоа што краткиот одговор е затоа што очигледно актуелниот закон не е ефикасен, че сме дојдени до ова дереджа. Но не е ефикасен бидејќи не се применува. Не се применува, но не е ефикасен затоа што има потреба од промена. Ќе ви кажам зошто, конкретно. Прво, не ги опфаќа и не ги регулира електронските, односно новите никотински и тутунски производи. Тие се оние кои што се сметаат за влезна врата и олеснувачи на иницијацијата кај младите пушачи, но исто така се ризик по здравјето кога се користат во затворен простор. Зборувам за во контекст на пасивното пушење. Она што го регулира законот, актуелниот закон, не го регулира доволно добро, затоа што не го регулира доволно детално, не е доволно детален законот, остава простор за сиви зони и го спречува ефикасното спроведување во моментот. Ке посочиме и неколку примери понатаму. Така да, новиот закон треба да го доживееме како едно нужно ажурирање на постоечкиот закон, доколку сакаме да имаме поефикасна и сеопфатна контрола на тутунот во Република Македонија. Доктор Ѓорѓиевски, 3617 е конкретната бројка на смртни случаи годишно во Македонија. Ова е според глобалниот тутунски помогнете ми отиде Атлас, да, јас индекс ке кажав за малку Атлас, или 17,21% од смртните случаи во Македонија се предизвикани од употреба на тутун. Најмладиот регистриран пушач има, како што кажа, 9 години, дури 70% од адолесцентите барем еднаш пробале цигара, а преваленцата на пушачи меѓу 10 и 14 години во земјава е 3,76. Над 50% се секојдневно изложени на чат по кафетериите каде што излегуваат. Таа бројка, тој процент се зголема на 83,8%. Каде грешиме штом ги имаме овие бројки? Не зборувам само за имплементацијата. И имаат ли издрастените работници удел во тоа? Делумно да. Јас она што морам да го потенцираме дека загрижувачки се податоците дека кај нас популацијата скоро 50%, ако ја земеме 46% кај машката популација и до 48% кај женската популација се пушачи. Значи тоа е скоро половина од актуелното население дека се пушачи. Проблемот делумно го лоцирам и во самиот здравствен систем, во досегашниот закон, значи кој што не бил баш соодветен, тој закон беше донесен предходно, имаше своја функција до 2018, потоа видоизменет законот, предизвика да може да се пуши во затворени простори, значи тука веќе сите беа изложени и пушачите и непушачите на една форма на пасивно пушење. За мене како лекар е искрено поразително кога во здравствените институции, во одредени импровизирани ходници, во одредени импровизирани скали, пред влезовите на здравствените институции, клиничкиот центар и другите институции имаме голем број на пушачи. Не само од медицинскиот персонал, кај што се сестрите и докторите, него и од немедицинскиот персонал. Тоа е нешто што навистина како земја не смееме да си го дозволиме, бидејќи нигде нема да видите во некој од европските земји дека токму таму каде што граѓаните треба да се угледаат и лекарите и сестрите треба да бидат пример, ние таму имаме токму такви пушачки зони што не треба да се случуваат. Она што е многу битно и треба да се реагира, многу често се спроведуваат голем број на иницијативи и од страна на катедрата по семејна медицина и медицинскиот факултет за едукација на самите матични лекари како да се справат со пациентот кој што е веќе пушач, како да му помогнеме на тој пациент да се одвикне, бидејќи јас бранев докторат на одвикнувањето од пушење и морам да кажам дека е многу тешко пушачот да успеете да го одвикнете од пушење. Го слушам Никола, законот ќе донесе поголема контрола, се служувам дека треба да се воведе поголема контрола, но не можеме ни наеднаш да ја воведеме таа контрола како општество и како земја која што 20 години се градела на некој друг принцип, наеднаш брзи резови тешко дека ќе може да се направат и дека ќе можат баш така наеднаш да се променат одредени ставови на пушачите, бидејќи пушачите не треба да ги осудиме. Пушењето според меѓународната класификација на болести спаѓа во зависност. Значи ние треба на пушачот да делуваме
имаме, да ги намалува полека цигарите и да се доведе до одвикнување од пушење. Тука Фондот за здравство ќе заштеди енормни суми во лекување на одредени хронични заболувања кои што се појавуваат кај пушачите. Тоа се хроничната обструктивна белодробна болест, тоа се астмата, но меѓутоа и голем број на кардиоваскуларни болести. И нешто што е многу битно, тука треба да се вклучи Министерството за образование, тука е веќе се и јавноздравствените центри, треба да се спроведуваат активности кај младата популација. Тоа се 7-оделенците, 8-оделенците, 9-оделенците, да воопшто не почнуваат со пушењето. Но, меѓутоа, ние имаме проблем и во самите образовни програми. Многу малку се збори за пушењето реално во образовните програми, многу повеќе одат други видови на предмети. Треба да се збори во самите образовни програми, бидејќи реално децата не се запознаени кои се штетните ефекти кои што самите чато цигари ги носи и пушењето ги носи. Не знаат ни за пасивното пушење. Ние имавме многу интересна кампања како здружение во 2023 година низ неколку општини во градот Скопје и градот Гостивар беше опфатен тогаш, каде што разговаравме со 8 и 9 оделенците преку еден обичен прашалник, ги прашавме што они знаат за пушењето. Самите кажуваа, па јас имам дома родител кој што пуши пред мене. Воопшто не знаеа дека тој чат од цигарите го вдишуваат и они, тоа е тоа пасивно пушење. Пушење во соба кај што има трудница, затоа имаме толку голем број на конгенитални малформации кои што се појавуваат после во детската возраст. Се чудиме како општество зашто ни се појавува стерилитет, зашто ни се појавуваат малформации, зашто ни се појавува нездрава младина и пред се алергиските реакции кои се појавуваат. Токму и пушењето во затворени простори, пушењето кај деца предизвикува чести алергиски реакции. Тие алергиски реакции го оштетуваат респираторниот епител, се поподложни на бактерии и вируси и по автоматизам вие добивате голем број на хронични заболувања. Тие хронични заболувања се третираат после со едно чудо на скапи лекови, кои што оваа земја нема доволно ресурси, а ги троши на болнички хоспитализации, на лекување на тие заболувања, значи многу малку се работи на превенцијата. Превентивните програми треба да бидат спроведени на примерно ниво на здравствена заштита. Ние имаме голем број на обуки кои се спроведени, но мора да се направи обука и едукација на населението. Споменавте само едно мало прашање дека сте работеле на докторат за откажување од пушење, дали има процент, дали се води во држава некаква статистика, колку се откажале, колку е намалено, колку се откажале од пушење? Јавно статистички достапни податоци во нашата земја за одвикнување од пушење нема. Значи, ние точно не знаеме колку пациенти во Македонија што биле пушачи се одвикнале, колку од нив имало релапс, па повторно се вратиле да бидат пушачи. Таква статистика не постои. Во мојот докторат беа отфатени околу 1680 пациенти, од кои само 50 се обидеа да се одвикнат од пушачи, како вистински одвикнати остана околу 20-10, тоа беше некој процент од околу 2%, 1,78%, што беше на вистина ниско, бидејќи се споредуваме со Белгија. Белгија е земја во европски рамки кој има скоро колку Македонија број на пушачи, но меѓутоа има многу добро спроведени кампањи за одвикнување во пушење, кои што семејните лекари и матичните лекари треба да ги спроведуваат и да придонесат до одвикнувањето на пушачите, и тој процент кај нив изнесува 25%. Кај нас реално во земјата немаме податоци, но е многу низок. Благодарам. Господине професор Арсов, Светската здравствена организација бара од земјите засилување на регулативата за заштита од пушење, меѓу што и замена на производството на тутун и други култури. Во Македонија околу 14.000 семејства живеат од производство на тутун, но дали земјоделската наука во Македонија понудила решение за алтернатива култура земјоделска наместо одгледување на тутун? Вака, значи јас имам еден свој став околу таа рамковна конвенција против пушењето и сум го кажал многу пати до сега дека таму има едни членови, 17-18 се тие, каде што се на земјите им се забранува производство и субвенционирање на тутун. И се даваат насоки за имплементација на други култури заменски наместо тутунот. Тоа сметам дека не е во ред, бидејќи таа конвенција имаат подпишано и земји кои не се производителки на тутун, така да тој дел нив и воопште не ги интересирал. И сакам да подлачам дека некои земји
кои што се и високо развиени, јаки производители на тутун, ја немаат ратификувана оваа конвенција. Тоа е, например, САД, Индонезија, Аргентина, Мароко, Швајцарија и некои други. Кај нас многу некако така бегло се помина тогаш кога се усвојуваше конвенцијата. Може би не мораше во целост да ја прифатиме, бидејќи во незе, сепак да одбранам, има и добри делови. Например, делот за спречување на нелегалната трговија на тутун, што е добро, бидејќи со таа нелегална трговија на тутун, односно главно тоа се тутунски производи, не само што штета има државните буџети на некои држави, туку имаат и легалните тутунски компании. Бидејќи ако нелегално некој произведува некој вид на тутунски производ и тој нигде не се ефектуира, значи губат сите. Понатаму има за етикетирање и така натаму, тие делови се добри. Сега понатаму, на вашето прашање, дали има алтернатива? Значи, од кога почна да се спроведува пошироко оваа конвенција, имаше разни обиди во некои држави, главно африкански, кои се и производители на тутун, да се најдат заменски култури. Оно, у суштина, се најдува некои заменски култури, меѓутоа тие култури никоја не даваше таков финансиски ефект за производителот, како што дава тутунот. И од тие причини, практично, не е пронајдена заменска култура, релевантна, легална култура. Да кажем, и кај се работевме на еден проект за пронаоѓање на алтернативни култури. Тоа беше во склопот кога работевме стратегијата за развој на тутунно производството до 27 година. И така, предложивме, имавме опити полски и така натаму, например, ние рачунавме на стевија, на некои градинарски култури, да речеме куртовската капија, ова ајварската пиперка и некои други. Меѓутоа, афионот, меѓу другото, и тој го земавме у предвид као земјен или традиционален производител на афион. Меѓутоа, никој од тие култури не можеше да даде соодветен финансиски приход како тутунот. А за стевијата имаше друг проблем. За стевијата немаше развиено никаква инфраструктура. Таа стевија што гледате во прашкаста форма доаѓа од Јужна Америка и само нашите ја препакуваат. Значи, кај нас со други зборови не може да има, барем според заменска култура, која би го зборуваме профитно. Но како на земја, бидејќи тутунот е специфична култура, која земјата на која се одгледува, потоа не може да се одгледува некоја, мора да се најде специфична култура која ќе може да издржи земјата, бидејќи ќе испостува, да кажам, народски. Кои се тие култури кои би можело, освен еве споменавте стевијата? Да, некои ги споменав, да. Значи, тутунот кај нас се одгледува во различни климатски и почвени услови. Побитни се, да кажеме, почвените услови. Тутунот оди на почви бедни, сиромашни, неплодни многу, со мала содржина на хумус и активни материи хранливи, ненаводнување. Значи, тоа се површини кај што други култури тешко би успеале. Дававме, да речеме, за афионот некоја предност, меѓутоа за афионот произлезе дека единствениот откупувач на афина што го имаме во Македонија, тоа он го откупува во форма на афионови чушки, не е многу заинтересиран да за го прошири своето производство и сега да кажеме, дури срамота да се каже дека ние имаме афион на 2-30 хектари од цела Македонија, а сме имали по 1000 хектари на афион. Инаку субвенционирањето на тутунот е во Македонија, иако е, како што рековте, таа конвенција, постои, мислам дека во 2024 40 милиони евра се дадени за исплатени во 2025 за субвенционирање на тутунот. Ќе видиме колку ќе биде тоа според производството за 2025 сега во 2006. Господине доктор Јаневски, Бизнес заедницата смета дека предлог законот најмногу ги погодува малите трговци и угостителството.
Имате ли анализи како комора колку актуелниот закон кој се споредуваше во еден период, особено кога беше донесен 2010 година, неколку години потоа влијаеше токму врз овие гранки и дали едноставно кажано некој угостител затворил како главна причина поради законот за заштита од пушење. Така, благодарам за прашањето. Пред се би сакал да изнесам неколку податоци, односно колку зависи туристичко-угостителскиот сектор и колку допринесува во домашно бруто домашен производ. Во 2023 година се работи за туристички промет од 598,5 милиони долари. Тој секако се множи директно или индиректно во зависност кои туристички форми ги опфаќа. Би кажал дека и во првиот дел на самата дебата видовме дека законот кој што од 2010 беше донесет, може би сме меѓу ретките земји кои што сме го олабавиле законот и негде 2018 година тој изменет со многу по приспособени, да кажеме, можности не само за туристичко-угостителскиот сектор, туку генерално за македонската економија. И ги гледаме ефектите. Ако не знаеме колку луѓе се одвикнале од пушење, на каков начин да го направиме тоа, ако немаме одредени други податоци, како тој влијал во 2010 година, бидејќи јас со пребарувањето не видов никакви податоци што ќе донесе новиот закон. Но тоа не велам дека тој не е добар. Секој закон е добар доколку е применлив. Истиот ќе треба да го применуваме. Ако ги имаме овие поразителни според мене податоци во 2025 и 2026 почетокот на година, секако дека нешто треба да преземеме. Но ни останува еден друг факт, дека низ годините очигледно негде сме погрешиле, генерално, па и во една трибина беше и мојата дилема и дилемата на Сојузот на стопански комори и туристичко-угостителската комора за имплементација и капацитетот на институциите кога е во прашање овој закон. Па сметаме ние дека истиот треба да биде фазно донесен. Но генерално, ако вике во првите 2-3 години даде очигледни резултати 2010-2011, кога тој закон беше многу построг отколку другите европски закони, во меѓувреме во тие години беше престигнат и многу повеќе од европските закони регулира останатите пристапноста пред се, рекламирањето и останатите сегменти во тутунската, да кажеме, индустријата кога е во ова прашање. Па јас се извинувам, ние не можеме веќе и да наполниме горива ако веќе некој нешто не ни презентира од таквиот тип на производи, без разлика и неговата достапност, па сметаме дека истиот закон треба да биде донесен фасно. Ние не сме против законот, бидејќи ги знаеме резултатите и кои што се добиени, тие се поразителни, но сепак треба да се направи уште подлабока анализа и од Министерството за здравство и од Министерството за економија, која досега не ја добивме, за очекуваните ефекти на самиот закон краткорочно и долгорочно. Сметаме дека тој треба да биде поучениот предходниот закон во последните 15 години, дека истиот треба да биде проследен со големи кампањи за подигнување на свеста кај граѓаните во различни целни групи, секако тука се најмладите, родителите и постарите, да не зборуваме за здравствените работници, повеќе практика од Европа, каде што матичните лекари добиваат одредени стимулации кога директно влијаат врз своите пациенти за откажување од пушењето, тоа го знаеме, бидејќи доста од нашите лекари веќе работат во Европа, а исто така тоа ќе овозможи на помал притисок на туристичко-угостителскиот сектор, бидејќи ако направиме ние една линија дека од утре нешто не треба да се применува, замислете колку се инвестициите на туристичко-угостителскиот сектор досега, кредитните линии кои што се земени, планирањето на човечките ресурси, намалувањето на одредени производи, бидејќи ќе имаме намалување на бројот на гости во затворените делови, бидејќи биде строго непушење и каков притисок ќе биде врз туристичко-угостителскиот сектор во првата и втората година. Односно, очигледно ќе биде намалување на неговиот удел во бруто домашниот производ, намалување на бројот на вработувања или многу потешко планирање на развојот на туристичко-угостителскиот сектор, затоа што сметаме дека сезоналноста ќе биде уште поголема поради овој закон и ќе се стави во прашање рентабилноста на одредени објекти. Секако дека директно изложени на овој закон ќе бидат 3 до 4.000 мали и микро компании кои што работат во трговијата претежно со овој тип на производи.
Тука ќе направиме може да дополнам чисто само кратко дека ќе треба една да благодарност за поддршката од страна на комората за законот. Секако дека имаме ние истражувања, особено во делот на економската цена која што ја плаќаме, ќе ви кажам уште веднаш бројки, се работи за 5% од БДП, буквално. Колку не кошта нас високата стапка на пушењето, се 600 и плюс милиони евра годишно, од кои што 30 милиони евра се директни здравствени трошоци, кои што ги плаќа фондот со парите од придонесите од граѓаните, кои што придонесуваме нели за да имаме подостоинствен здравствен систем. Останатите 530 милиони се изгубената продуктивност, кој што е изгубена поради прерана смрт, болест и поради, ако верувате или не, пушпаузи кои што се случуваат. А во однос на угостителите, меѓународните искуства покажуваат дека и меѓународната пракса покажува дека угостителите не губат од заработката, туку напротив во многу случаи добиваат затоа што и повеќе туристи ги почитуваат, односно ги посетуваат затоа што едноставно угостителски објекти без чад се многу попривлечни, особено за туристите. Инаку кога се работи за угостителските објекти, земете во предвид дека се работи за работни места. Тоа е она примерно што треба да го дискутираме. Работно место и безбедноста на работното место. Така да тоа е правото на вработените да имаат да работат во здрава средина и да бидат заштитени во контекст на тоа. Во однос на законот од 2010 година, не би рекол дека бил пред Европа, туку би рекол дека бил со Европа. Зашто? Затоа што тој беше донесен по препораките на Советот на Европа од 2009 година. Тогаш се направи првата студија на ниво на Европа и се докажа дека околу 7000 угостителски работници имаат починато, умрено, токму ради секундарна изложеност од чад од тутун. Значи, чадот од тутун е класифициран како канцероген и тука нема дискусија. Тоа значи дека секоја просторија во која што се пуши, а е затворена, представува ризик по здравјето. Тука ќе направиме пауза, реклами и продолжуваме потоа со дебатата. Назад сме во студиото и пред да продолжиме со дебатата, да го погледнеме интервјуто кој денеска го снимав со професорката доктор Деска Димитриевска од клиниката за пулмологија, со која разговаравме за тоа кои се најзначајните промени и последици што се случуваат во билите дробови како резултат од пушењето цигари. Да го погледнеме интервјуто. Проблемите кои што настануваат со консумирање на тутун и продукти на тутун не се само врз дишните патишта, туку ги трпи целиот организам. Она што се случува со органите за дишење е дразнење на слузницата и настанување на инфламаторен процес кој што може да оди во различен степен и да се развива во различни правци. Кај здравите луѓе се јавува иритација на дишното стебло, додека кај луѓето кои што веќе имаат некакви хронични болести на дишните патишта, сите тие болести се влошуваат, настанува нивно влошување, се потенцираат симптомите, се влошува општата состојба на организмот и со тек на време секој од тие симптоми одат чекор понатаму. Дали оштетувањето на билите дробови кој настанува од пушење е неповратно или дали може ли да кажеме во која мера функцијата на билите дробови може да се поврати доколку човекот престане да пуши? Сите промени кои што настануваат под дејство на тутун и неговите производи, дел од нив се, ние велиме реверзибилни, значи може да се повратат ако се запре со употреба на тутун. За жал, дел не се повратни, не се реверзибилни, тоа се, например, склоноста на малигни болести, која што и по престанок на пушењето склоноста останува. Се намалува малку во однос на тоа дали некој ќе продолжи да пуши или не, но некои промени за жал се ирреверзибилни. Кога ќе престане да пуши човекот, дел од функцијата на белите дробови се враќа и има тука и скали за еден месец во колку проценти се поправа за така натаму, но некои промени остануваат за детектирани од организмот и тие и понатаму продолжуваат.
многу луѓе велат јас не пушам многу. Колку е тоа многу или малку пушење кое влијае на здравјето? Секое пушење влијае на здравјето. Има критериуми за тежина на зависност од цигари и тука можеме да зборуваме за број на испушени цигари, но и една запалена цигара е штетна за организмот. Сега, колку е поголем бројот на испушени цигари во текот на денот и колку е подолг стажот на пушење во траење месеци, години, во толку последиците на здравјето се поголеми. И ние кога имаме пациент кој што е пушач или поранешен пушач, прва работа што прашуваме е колку долго пуши и по колку цигари на ден пуши. Споменавте во одговорот на првото прашање дека пушењето не ги засега само белите дробови, туку и другите системски органи во кај човекот. Кои други органи најмногу страдаат? Еве, срцето знаеме, но дали и други органи страдаат како последица од пушењето? Сите органи без исклучок, затоа што тоа што ќе се вдише поминува низ дишните патишта, оди во белите дробови, односно во алвеолите, таму поминува низ таа бариера и оди во циркулација. Штом ќе влезе во циркулација, сите тие продукти биват однесени во сите делови на човековото тело. Така да нема орган кој што не е засегнат. Чести се кардиоловаскуларните заболувања, нели, чести се мозочните удари, меѓутоа исто така развојните ткива за трудници, плодот во утробата на мајката и така натаму. Значи, со еден збор кажано, нема дел кој што не страда. Тука се променува тенот, квалитетот на коса, квалитетот на ногти, затоа што отровот што ќе го внесеме со цигарата, тој бива дистрибуиран до сите можни ткива и органи. Многу често по последно време се споменува дека и ризикот за непушачите е голем од пасивното пушење, но дали може да се измери, например, во споредба со пушачите? Исти е ризикот. Ако престојувате во просторија каде што некој пуши, тогаш секундарното пушење, значи тој што престојува во просторијата и го дише истиот воздух, ги има истите проблеми како и пушачот. Може би неговата предност е во тоа што не е постојано изложен туку е во просторија или не. Меѓутоа, ако зборуваме за членови на семејства во кои што се пуши во домашна средина, тие се постојано изложени на тој чад и тука последиците по здравјето се сосема идентични со активниот пушач. Дури постојат и други, така наречено пушење од трета рака и да не престојувате вие во просторијата во моментот додека се пуши, бидејќи чадот од цигари се ресорбира од намештајот во просторијата, завеси, килими и така натаму. Потоа, и кога не се пуши во таа просторија, испаруваат тие субстанции кои што се ресорбирани и дури и тоа е штетно за организмот. Каков е ставот на современата пулмологија во однос на електронските цигари кои стануваат се повеќе модерни, дури и кај непушачите кои, барем според некои податоци во Македонија, 20% од непушачите почнале да пушат електронски цигари, сметајќи дека тие не се штетни како цигарите. Дали современата пулмологија има став околу електронските цигари? Апсолутно. Не случајно јас цело време зборувам тутун и продукти на тутун. Значи, електронски цигари, ајкоси, сите можни девајси кои што содржат никотин се еднакво или дури модерниве се уште повеќе штетни од класичните цигари. Многу несватливо беше досега кај нас со законот се забранува пушење на класични цигари, меѓутоа дозволена е секаде употреба на другите девајси. Тоа е сосема погрешно, тие се штетни, уште поштетни од класичните цигари, затоа што при загревање на тутунот на многу високи температури се ослободуваат хемиски субстанции кои што предизвикуваат застрашувачки оштетувања. Постојат податоци за нагла смрт кај млади партиципиенти кои што употребувале електронски цигари или ајкоси, баш заради тие ненадејни хемиски промени кои што настануваат во дишните патишта и во белодробието.
Ова беше интервјуто со професор доктор Деска Димитриевска, клиниката за пулмологија. Доктор Ѓорѓиевски, прашањето ми е до вас. Вие сте подпредседател на Европската унија за семени лекари. Кажете ми, каква е европската пракса во поглед на електронските цигари? Има земји каде што се многу полиберални законите, например како Шведска, каде што тие се дозволени, дури се користеле како една од начините за одвикнување од класичните цигари, но има земји каде што се, например, како Естонија, Ирска, каде што е многу ригорозен законот и кон нив. Што покажува тоа и дали еве како дел од таа Европска унија на семени лекари, може да кажете во која насока пак се движи Европа и дали какви искуства дамо може да црпиме за да го подобриме тоа кај нас? Она што можам да го споменаме дека Европската унија варираат реално законските решенија од земја до земја во Европската унија, баш тоа што го споменавте, има и полиберални решенија, но има меѓутоа и законски решенија кои што се слични на сегашниот наш закон кој што се носи. Се зависност и врзано и со самиот менталитет, начинот на сваќање и на разбирањето и за штетните ефекти од цигарите. Електронските цигари има научни докази кои што голем број на студии светски ги покажуваат дека се подеднакво штетни исто како обичните цигари. Уште поголем е проблемот со електронските цигари, бидејќи тие предизвикуваат микроваскуларни компликации, потоа имаме голем број на тромбози кои што се предизвикани и тие даваат мозочни удари, инфаркти или белодробни тромбемболии, значи предизвикуваат уште поштетни компликации кога се употребува таа електронска цигара, дури и од обичната цигара и од обичниот тутун. Токму затоа сметам дека подеднакво треба да биде забрането и употребата на електронска цигара, исто како тутун во затворена просторија. Во надворешна просторија веќе е нешто друго, меѓутоа електронската цигара сама по себе во однос на истражувањата и на студиите покажува дека има голем број на компликации кои ги предизвикува кај организмот. Едно подпрашање, ги споменавме и кај младите, кај нив е многу популарен снузот. Тоа е тутунски кесички. Каква е штетноста од нив? Дали се штетни, поточно е да бидам коректна со прашањето? Затоа што исто ослободуваат на форма на никотин. Она што е уште пострашно, што во обична трафика сега можете да поминете негде низ градот Скопје и да си купите снус најнормално. Значи, тука треба државата да се бори во ред законското решение, има одредени работи кои што можеби треба да се искоригираат. Како лекар константно доаѓаме во контакт и со колегите од европските земји, со колегите од соседството, но меѓутоа и со самите пациенти внатре во нашите ординации. Она што прво ќе не праша пушачот, како земјата нас ќе ни ограничува каде, зошто и колку да пушиме, а истата таа земја не ни нуди никакви ни никотин заместителни терапии, ни никотинска терапија која им е лесно достапна во аптеките. Реално во аптеките во Македонија го нема. Пациентот мора да го патите во Бугарија, во Србија, во Грција, да може да купи било каква никотинска терапија. Имаме само одредени никотински пастили кои што сега може да се во одредени аптеки купат, а и да сака пациентот да ги купи, тие се прави многу скапи. Значи самата терапија, никотин заместителна терапија, сама по себе и таблетите кои се употребуваат, и лепенките, и пастилите, и слично, значи е прилично скапа, изнесува 30-50 на евра за една доза, значи за месечна терапија. Тука треба веќе, ако се носи закон за забрана на пушење во јавни простории, треба да се внимава и на моментот дека јас она го кажав на самиот старт и на почетокот. Нагло не може да се спроведе закон кој што 20 години било сосем другшије граден на општеството, но меѓутоа треба постепено спроведување на законот, но вие треба да му обезбедите на пушачот можност за одвикнување од пушење. Таа можност е токму тоа. Фондот за здравствено осигурување треба да обезбеди, значи, средства за превентивните програми и треба да обезбеди средства за тие дел од тие лекови да влезат на позитивната листа за пушачот, ако веќе тоа е болест и зависност, да има достапни средства до тоа, бидејќи европските земји им обезбедуваат превентивни програми на самите матични лекари, за да можат да со тие превентивни програми спречат, значи, одредена млада индивидуа да постане пушач, но меѓутоа да помогнат и на оној кој што сака да се одвикне од пушење. Ние тие превентивни програми реално во нашата земја се многу мали и ги нема, а од друга страна и кога ќе сакате да му понудите поддршка и помош на пушачот, вие немате средства, треба да го платите во некој од соседните земји. Професор Арсо, да, само
ја ќе ви дам, бидејќи признам дека професорот Арсов... Прво сам беше. Ајде, да. Да се надоврзам и на Драган, знаете што, точно е дека е потребна таа заменска терапија за никотин, но во моментов, ќе ви кажам што одма, не постои фискален простор, едноставно затоа што како што кажувате, скапа терапија. Дали ако нема сега фискален простор, дали за воиднина се предвидено? За воиднина апсолутно се размислува на таа тема, затоа што не само што е скапа терапија, туку земете во предвид преваленцата, што значи ако сите пушачи во моментот побараат таква терапија, тоа е едноставно неизводливо. Во однос на прашањето ваше за европските практики во однос на електронските цигари, ќе ви одговорам. Советот на Европската Унија издаде проширена, односно нова, како се вика, препорака, а тоа е забраната за пушење во затворен простор да се прошири и на електронските цигари, ради три причини. Едната причина е тоа дека и тие се докажа дека се штетни за пасивно пушење, не само овие што загреваат тутун, туку и тие што, како се вика, се електронски, поради аеросолот кој што го испуштаат. Така да ставот на Светската здравствена организација е дека тие се штетни, ставот на Европската Унија и препораките се да се има предпазливост и со таа цел да се забранат, затоа што немаме се уште доволно години докази, но подобро е да ги забраниме сега и да сгрешиме, отколку да ги дозволиме и да сгрешиме. Така, тој пристап на предпазливост. Но, ќе ви кажам дека тежината политичка на препораките на Советот на Европа и како се применуваат во сите, како се вика, земји од Европската Унија. Така да правилото да се забранат во затворен простор електронски цигари важи во поголемиот дел, ако не и во цела Европска Унија. Професор Арсов, меѓу другото, знам дека имате коментар, но би ве прашала за мислење за ова што го кажа професор доктор Димитриевска околу штетноста и прашањето е од вас дали тутунот во секаква форма е штетен за здравјето. Па вака сега, јас не би се противречал толку со медицинска струка, меѓутоа јас, како да би кажам, никој до сега не докажал дека пушењето е корисно, нели? Но секако има некои благодети, некои, како да кажам, бенефити од никотинот, нели? Никотинот е подобрува концентрацијата, делува стимулативно, отстранува несоница, нели? И така натаму. Значи, оно што е најштетно во цигарите, значи, оние производи што се пушат, нели? Тоа се цигари, цигарилуси, пури, тутун за луле, е катранот. Значи, тие материи кои имаат седиментно дејство и се таложат во белите дробови. Самиот никотин, кол никотин, нема некое штетно дејство, бидејќи тој брзо се разложува во човечкиот организам преку црниот джигар, бубрезите и се исфрла надвор. Значи, проблемот е во овие материи кои се наоѓаат во катран. Сега тутунскава индустрија, нели, следејќи ги овие забрани кои почнаа негде кај 92-3 година на ниво на ЕУ и така натака, гледаше да се прилагоди и да најдат помалку штетни алтернативи во однос на класичното пушење. Во тој поглед првиот е никотинската цигара, која практично е создадена во Кина, да кажеме историски гледано, и понатаму се шири низ целиот свет. Понатаму следен производ е несогорливиот тутун, значи heated not burning tobacco, и сега последно никотинската кесичка. Значи, извинувам дека го коригирам колегата, дека снус е друга категорија, а тоа што зборуваме, нели, што е поштетно можеби, се никотински кесички. Тие не содржат тутун, а снусот содржи тутун во одредена форма. Тие се сосема различни производи, иако се консумираат орално. Но штетни се едното и другото. Па не би рекол сега, например, шведското искуство кажува дека они имаат преваленца од 5% на пушачи, меѓутоа останатиот дел до 30-40% се консуматори токму на снус и поново време на никотински кесички. Инаку тие производи, да кажеме, се
на некој начин измислени, кои тутунот за джвакање, што е тоа па друга категорија, да се користат на такви места кај што не би се пушело, нели, не сме да се пуши, дали од законски аспекти или од сигурностни аспекти. Да речеме, ако работите на нафтена платформа во Северното море или не знам каде, што е забрането сигурно пушење, секако е забранет пламен, или во рудник каде што за јаглен кај што има метан и опасност од палење, а цело време сте во некоја стресна ситуација и во тој случај се дозволуваат такви производи. Но колку е процентот на никотин во тутунските кесички кои се продаваат во Европска унија и тие кај нас? Дали има разлика? Дали се исти по квалитет? Вака, сега ќе го пообјасниме тоа, како што кажа, нели, колегата. Тоа не е регулирано се уште на ниво на ЕУ. Која содржина треба да биде никотинската кесичка? Што има кај нас на пазарот? Кај нас има и до 21% никотин може да се најде кесички, што е прилично многу. А некој став на ЕУ е на некои земји, вклучително и Шведска, тука ја споменувам стално, да биде ограничено на 10 до 11 милиграми и таа доза во една кесичка се покажала дека не е толку штетна за човечкиот организам. Инаку треба да појасниме дека штетноста на никотинот зависи од телесната тежина. Значи човек што е слабичок полесно е подложен на никотин во било која форма. Затоа тука зборуваме за најмладите каде што треба да биде внимателно со... Меѓутоа кај нас ние одамна викавме дајте да го регулираме и никотинската кесичка. Снусот не можеме да го регулираме бидејќи тоа е забранет со законот за тутун и сродни производи, бидејќи е за орална употреба, а кесичката не е тутун за орална употреба бидејќи не содржи тутун во неја. Значи таму имаме микроцелулоза. Тоа е носач на кој е налепен никотинот, дали синтетички или природен, а разни прехранбени адитиви кои се на листата на дозволени адитиви, нема недозволено во нив. Меѓутоа немаше од здравство разбирање, бидејќи имаме ние земји кои надвор се од ЕУ или се во рамките на ЕУ, кои самостојно го регулирале сето тоа. Надвор од ТПД 2. Нали, директивата за тутун вторава, што е сегашнава. Врз основа нова ќе го прашам доктор Ѓорѓиевски за како подпрашање на ова што го кажа професор Арсов за позитивните ефекти од тутунот. Дали релаксира, дали концентрација зголемува, има ли докази за научни за такво нешто? Она што најпрвен треба да го споменаме, во моментот Европската унија и Европскиот парламент започнуваат сосем нови протоколи кои што ги дооформуваат што се спаѓа во забрана од тутунот и тутунските производи, затоа што сакаат да направат една форма на унифицирање на европските земји, значи кои што членуваат во фазата на Европската унија, и голем дел од законите се слични на сегашното законско решение што се предвидени, и таму во тој закон покрај обичниот тутун е токму и снусот спомнат како форма која што... Но ве молам, не е снус тоа е никотинска кесичка. Не е исто. Збориме сега конкретно за... Снусот е дозволен само во Шведска и Норвешка. Да, но во други земји во ЕУ не. Во европските земји не е дозволен снусот. Во Шведска е дозволен. Шведска, значи ќе ве прекинам, значи кога пристапуваше кон ЕУ, едно од тие барања беше да ние ќе влеземе во ЕУ, меѓутоа овој производ ќе ни остане. Зошто? Затоа што е наш традиционален производ, имаме таква индустрија и сметаме дека е далеку помалку штетен од пушењето. Од тие причини оставаме, проверете ако точно е. Тоа е единствен и исклучок ради Тоа е единствена земја која што има таков исклучок, но во големиот дел од другите европски земји, всушност во европските протоколи на директивите и на Европскиот парламент, конкретно е забранета и употребата на иначе во САД е дозволено. Само да кажеме. Значи во САД е дозволен и тутун за џвакање да се користи. Бидејќи во тој дел ги имам повеќе погледнато протоколите кои што се однесуваат на Европската унија, каде што се тежнееме да одиме како земја. Доктор Јаневски, како Сојуз на стопански комори барате фазна примена на законот,
кои би биле фазите и колкав е рокот на кој барате да биде фазно. Угостителите побараат да се почне со информативна кампања пред да се почне со примена на законот, што би продолжила таа информативна кампања дека пушењето е штетно, дека не сме да се пуше во затворени простори. Сите знаеме дека пушењето е штетно и тоа е факт. Што би била таа информативна кампања? Овде можеме да полемизираме што е дозволено во Европската унија, нели, кои правилници се користат, но генерално ги знаеме ефектите од неговото користење. И затоа Сојузот на стопански комори секогаш ќе се труди законските решенија да ги имплементира во целост. Но секогаш нашиот став е дека во подготовка на секој одреден закон од страна на државата треба да бидат за сите во неговата подготовка засегнати страни. Тоа значи дека и во овој закон, во неговата подготовка покрај европската легислатива, треба да учествуваат експерти од сите комори засегнати страни. Претежно во неговото донесување. Зошто? Затоа што управувањето со промени во менеджирањето значи помала отпорност од истите доколку сте во секоја фаза на неговата подготовка. Во овој случај слушнавме дека ако сакаме да им помогнеме на луѓето, ќе ги изложиме на повеќе фискални трошоци, затоа што во овој момент државата не е во можност, така и министерството да одвреди одредени средства за таа намена, бидејќи немаме доволно центри за одвикнување од пушење, дека треба да додат во другите одредени земји. И тоа се факти кои што кажуваат дека ние треба сите да градиме капацитети за неговото добро имплементирање. Фазите се многу јасни и во самиот закон и одредени со една работна група која што ќе биде заедничка. Велиме дека законот е веќе затворен на ЕНЕР, ги имаме одредените забелешки, па велиме вака, да, констатираме дека цигарите не треба да бидат и сите останати производи толку достапни до јавноста. И тоа можеме да го направиме во првата фаза. Со силна кампања за нивната штетност во сите пори на македонското општество, па дури мораме да признаеме дека и во голем број министерства и јавни институции во канцелариите скришно или јавно се пушело цигари. И тоа мораме да го кажеме. И сега, ако имаме таа слика пред клиниките, како што кажа почитуваните колеги, каде што треба да се го чуваме нашето здравје, нели да го заштитиме, ако надвор не пречекаат куп луѓе кои што пушат цигари, и ако точно во протоколите треба да се одреди каде и како, во кои места, бидејќи многу е широк сегментот отворен од 3 страни во рестораните. Па ајде да видиме како на тоа поле да работиме како работни групи. Тоа не значи дека ќе го одложуваме законот и неговата примена, него ферски ќе ги оцениме капацитетите на сите засегнати страни и така ќе го введуваме се со цел истиот 100% да профункционира, односно да даде позитивни резултати со намален број на луѓе кои што се конзументи на цигарите, недостапност до младите генерации, силна едукативна кампања за нивната штетност, дополнително неизложување на туристичко-угостителскиот сектор и малите трговци кои што работат со трговија на одредени тутунски производи, и се со тоа, се со цел да имаме помалце негативен ефект во државниот буџет, бидејќи туристичко-угостителскиот сектор од прилика помеѓу 4,5 и 5% аплицира средства во буџетот на Македонија. И сега ако тоа го направиме и почнеме да разговараме после неговото затварање на ЕНЕР, сметам дека ќе дојдеме до решение. Генерално, ако го донесеме ригидно законот и ако кажеме дека од утре ќе го применуваме, верували или не, ние не можеме инспекцијските служби да го спроведат. Тогаш ќе имаме селективност или доколку не изградиме капацитети ќе ни се јави сива зона, односно трговија со тутун на пазарите и се останато, како што некаде се случува и сега во Македонија. Но ќе говориме дека тој истиот треба да биде фазно, 2-3 фази, според капацитетот на институциите, секако државните и приватниот сектор, се со цел негово имплементирање. Фазите можат да бидат 2 или 3 во зависност на договорот, секако и временската рамка. Нешто што мора веднаш и сега да се направи, нешто што може да се не пролонгира, изградат капацитети за 6 месеци, понатаму се останато. Бидејќи сметаме дека бизнис секторот, претежно туристичко-угостителскиот сектор, ќе го доживее во некој одреден елемент
најголемиот шок, затоа што тука не се само трговците, бидејќи се работи за цел ланец на дистрибуција, тука се алкохолните пијалаци, производите на месо, земјоделските производи и се останато. Дали е прифатливо за Министерството за здравство фазна имплементација на законот? Секако, токму и имплементацијските практики произлегуваат од диалогот кој што го имаме со бизнис заедницата, дали преку ЕНЕР, дали преку тет-а-тет. Фазната имплементација или така наречена мека имплементација и предвидена со препораките од кои што ги црпиме, знаењето кога ја носиме легислативата. Тоа значи дека законот ќе биде донесен, но во соработка со угостителските, да речеме, капацитети, ќе тргнеме со една фаза која што ќе биде без казнување, со информирање, со едукација, заеднички, како што кажа соговорникот, да успееме да изградиме културата, која што сакаме да ја постигнеме, и потоа оди следна фаза. И Кога целосно би заживел законот еве со ова фазна имплементација? 6 месеци, година? Ние очекуваме дека оваа година ќе профункционира законот, ќе ги поминеме сите фази. Не можам да ви кажам точно сега колку ќе траат и колку фази ќе бидат, но очекуваме дека сега, од кога ќе се отворат терасите, очекуваме дека повеќето од објектите ќе ги исполнат условите. Имаме цела година пред нас додека дојде зимата да ги исполнат условите. Оние кои што нема да ги исполнат, ќе работиме со нив да видиме како да ги исполнат. На крајот на криштата, можеби некои нема да сакаат да ги исполнат и ќе им посочат на гостите да излезат надвор да ја испушат цигарата 2 минути. Имаме и такви случаи сега, каде што најнормално и одлично функционираат локали кои што не дозволуваат пушење ни на електронски цигари внатре, пушењето е само надвор. Така да има различни сценарија. Идејата е рамо до рамо со угостителската заедница да го спроведеме законот ефикасно. Искрено ќе ви кажам, имаме направено истражување и со угостителите, поголемиот дел, повеќе од 50%, се за ваков закон, се за зони без пушење, се за тераси без пушење. Но нивната грижа е токму начинот на имплементација, едукацијата, заеднички градење на културата на непушење во затворени простори и еднаквата имплементација низ целата држава, што е легитимно барање. Мораме да одиме на реклами и одиме во различната од емисијата. Сосема сме на крајот емисијата. Имаме време за кратки одговори на последните прашања до моите гости. Голема е темата, не е исцрпена. Доктор Јаневски, дали акцизите ќе помогнат зголемувањето на акцизите да се да се намали буџетската дупка, што би ја предизвикало носењето на законот и приливот кој би дошол од угостителството, така и да државата би била задоволна да може и по фази да се носи? Сметам дека во Македонија се едни од најевтините цигари во Европа. И се. И зголемувањето на акцизите може да даде ефект само доколку средствата кои што ќе бидат во разликата отидат токму на вистинското место во Министерството за здравство, кој што понатаму ќе ги користи на подсметка токму за градење на капацитети во секоја смисла, за центри за одвикнување, за превентивни кампањи, за одредени понатаму лекови кои што ќе бидат ставени на позитивните листи. На таков начин сметам дека кога транспарентно ќе се знае за што се покачени токму овие производи, ефектот ќе биде двостран. Не е во ваша надлежност акцизите, но дали е разговарано за тоа, за како мерка за намалување на пушењето? Тоа никаде е во наша надлежност, затоа што ќе ве потсетам дека и согласно Законот за здравствена заштита и во моментот се двојат одредена сума средства, поточно 0,053 денари по цигара, кои што легнуваат на сметката на Министерството за здравство. Но секако иницијатива за зголемување на акцизите е секогаш добре дојдена, затоа што тоа е дел од нашите обврски со конвенцијата и во рамки на програмата за одвикнување, односно за контрола на тутунот. Во рамки на програмата за контрола на тутунот се и кампањите, масовните кампањи кои што исто така ќе ги спроведуваме, како и едукацијата на младите. Но ќе ве потсетам една работа. Без ефикасен закон, кампањите и едукациите на младите
во услови на волку висок степен на нормализација на пушењето како акт и никотинот во нашето општество и со промотивното влијание на индустријата е исто како се борите против ветер. Токму законот ни е тој параван кој што ќе ни овозможи да бидеме поефикасни на терен. Кратко, дали значи може да очекуваме зголемување на акцизите за цигарите? Сега за сега не се разговара за такво нешто, затоа што фокусот ни е на актуелното законско решение, затоа што актуелното законско решение има примарен фокус заштита на младите, превенција на младите, токму со одредбите кои што можевте да ги прочитате во законот, но во иднина секако тоа е опција која што е во наша надлежност да ја бараме. Професор Арсов, многу кратко, во Македонија се произведуваат околу 24.000 тутун годишно, од кои само 4% остануваат во земјата, другото оди за извоз. Дали со овој закон ќе бидат загрозени тутунопроизведувачите, како што беше зборувано дека ќе удри по таа гранка? Па за сега не. Меѓутоа јас сакам друго да кажам, значи според мене законов не е добро срочен. Во него значи не е консултирана тутунска струка и се потребуваат термини кои се надвор од законот за тутунски сродни производи. Значи, според мене законот треба да се доработи. Дали дадовте забелешки на законот? Да, секако дадов. Секако дадов и многу други дадоа. И ја имам многу да кажувам за ова, ама толку за сега. Доктор Ѓорѓиевски, вашето ќе биде последно, ако не смениме нешто, која цена ќе ја платиме со јавното здравје ако нешто не се промени? Огромна ќе биде цената, највеќе треба да влијаеме на едукативната кампања. Значи, повторно ќе се ослонам дека образователната кампања треба да ни се малку реформира и промени и токму треба да се влијае на децата. Ние треба да спречиме, да превенираме, да станат пушачи. Веќе кога ќе станат пушачи, во зависност од формата и видот на зависноста е многу потешко да успеете да го убедите и да го одвикнете пушачот, а последиците се многу големи по здравието. И она ќе го надополнам Никола, во самиот закон има еден многу добар дел каде што кажува дека не секогаш казната, има еден дел каде што вели може да се замени со општо корисна работа или со давање на средства за промоција на здравје. И тоа е некоја олеснителна околност која што ако некој се соочи со одредена казна, може да ја направи, што сепак покажува дека има и некој либерален став во самиот закон. Ви благодарам многу на гостувањето, истече времето, темата е обширна, верувам дека кога ќе се донесе законот, ќе имаме нова дебата од тоа како ќе се спроведува, што ќе влезе, ќе видиме што ќе донесат и пратениците, бидејќи знаете амандманските измени следуваат во собранието, но факт е дека се согласуваме сите дека пушењето не е здраво и дека ќе мора да се преземат некакви мерки. Вам почитувам и ви благодарам на вниманието. Се надевам дека го задржавме оваа вечер и останете со програмата на Телма.